Почитуван председателе, почитувани колеги. Јас сакам само да се надополнам на колешката Лашковска, со која заедно го предложивме овој амандман. И сакам да ве запознам сите и колешката посебно која дискутираше, да кажам дека ова е, како што кажа колешката Лашковска, овој проект беше во напредна фаза веќе во 2016-2017 година. И со доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на локална власт во Прилеп, овој проект беше замрзнат буквално и од тогаш и халата која веќе се гледа, скоро и да беше изградена, и опремата која се чува во терминалот во Прилеп, веќе се раскрачмуваат. Сакам да ве потсетам дека, не знам дали знаете, но ова беше ветување на Социјалдемократскиот сојуз во Прилеп предизборно дека овој објект ќе биде доизграден. Но како и за многу други ветувања, и ова појде по вода. На народната предизбори можам да се изборувам што сакам, да ветувам колку сакам. Градоначалникот ветуваше се и се што, ветуваше и 20% поевтини сметки за вода, па со самото доаѓање на власт ја поскапи водата за 60%. Така сега прилепчани да ви кажам дека плаќаат најскапи сметки за вода во Република Македонија. И како параван, како да се правда неспособноста, како да се правда арамилот од криминалот, дури и се гласаше на Советот на општина Прилеп, каде до пред одредено време јас бев член на тој совет, изгласавме заеднички и власта и опозицијата формирање на нова регионална депонија некаде на територијата на општина Могила требаше да биде. Но и од тогаш поминаа скоро 2-3 години и од тој проект ништо, и прилепчани сега кои имаа средена депонија, имавме чист град, сега се гуши во смрдеа. Во Прилеп, во моментов, не знам колешке дали сте запознаена, јавното комунално предпријатие е без директор. Во трета година. Зошто? Сигурно се многу способни или пак знаат прилепчани што треба да направи директорот, треба да потпише ни 3 машини набавени, донесени пред да се набават од странство, без физибилити студија, без ништо, без тендер. Веќе ги гледаме, се возеја, се шетаја низ Прилеп тие машини, но нема јунак од вашите редови директор што би ги потпишал. И градоначалникот си ги менува директорите секоја година. За оваа фабрика да кажам дека е предвидено да се изведува во 2 фази. Првата фаза беше селектирање на отпад и контејнери на јавните површини за селекција, со што Прилеп тогаш прв започна со селекција на отпадот, продавајќи го и заработувајќи по 150.000 евра годишно, и добивме комплетно средена депонија, што сега за жал ја немаме. Понатаму со фабриката ќе се продаваше селектирана суровина во вредност од 30 милиони денари и сигурно ќе се отвореа отприлика околу 100 нови вработувања. А во втората фаза предвидена беше изградба на компостара и преработка на отпадот во полупроизвод и готов производ, се до конечен производ за производство на биогаз. Но како и многу други работи, во Прилеп, со доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт, проектите се замрзнуваат и се бараат изговори. Затоа ќе ве замолам да најдете сила, да се одвојат средства, бидејќи ова е многу важен проект. Само сакам да спомнам и да ве запознавам, колешке, нешто сте слушнале, не сте дослушнале по вашата дискусија, се трошат во изминатиот период средства само за советување скапи, само за некои конгреси, едукации и слични работи по основ на ова прашање, но резултат, како и за се друго, нема. А гледајќи кој, како ги врши едукациите, советувањата во ваше време, верувам дека сте го слушнале фризерот
извинете, едукаторот, ама не сте го дослушнале. Ви благодарам. Реплика пратеничката Марија Георгиевска.